Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерашната емисија ќе ја посветиме на изборите парламентарни Македонија 2020 година. Анализа на политичката ситуација, состојба и изборите во Македонија ќе ја направиме заедно со помош на мојот почитуван гостин Оливер Андонов. Оливер, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата по малку подолго време, повторно со вас во емисија. Со задоволство секако. Да, беше изненадувачка првата емисија со вас, каде што зборевме доста за црквата и тоа беше вака прилично интересно и се надевам дека покрај политиката, политиката и врзан дел со црквата наша, нели, веќе со децени, се надевам дека ќе имаме и некој разговор или ќе дадете некоја своја анализа. Но би започнал веднаш со изборите, политичката ситуација во Македонија. Една ваша анализа со гледување на целово предизборно милје, вклучително ако сакате идете и од 2016 година и 2017, од оние избори или од коронава, како ви иде кога некому би му објасниле каква е состојбата политичка во Македонија, како би ја дефинирали или би ја објасниле? Пред да дадам одговор на вашето прашање, да ја почнеме во тој контекст емисијата, да, ќе се согласам со вас, црквата е неминовно запоседната од политиката или дури во еден степен инструмент на политиката, што на сметката во Македонија, односно на сметка на македонскиот народ и македонската православна црква Охридска архиепископија, во еден континуитет од 250 години наназад во пракса можеме да го следиме. Браво. Сега се вратиме на темата, па ако остане време, нели можеме и за други точки да продискутираме. 120 минути, професоре. Што го почнавме. 120 минути, професоре, ваши се. Тоа е многу и за мене вака во блок часови не е 120 минути. Ќе направиме пауза. Два пати по 2 часа по 45 минути. 90 минути, така да. Вообичајно знам на студентите да не им давам пауза за да ги склопам часовите, излегува околу 100 минути, ама 120 минути веќе така. Знаете како, сега мала дигресија од ова, кога сум на настава, вообичајно не седам, туку сум во движење и полесно ми е да ја одржам наставата. А ја ми се вака, па комотно ве седнам, да ви дам едно столче да оцркалите нозете, ваца, водичка. Ако сакате, слушај, дај вториот дел, ако сакаш стоечка, ќе се прилагодиме, ќе тргнеме маса и ќе си... Да, ама треба PowerPoint презентација да подготвиме, нели, нешто да прикажеме на студентите. Посебно вака ова короната беше тешко да се функционира, нели, онлайн настава и така, малку имаме проблем со тој дел во функционирањето. Тука јас само едно ќе констатирам, ако сакате сложете се, ако не, Министерството за култура за образование, мислам. За образование потполно потврди. Потполно, тотално цела генерација ги утепаа децата. Нити учење, нити се фокусира, нити направија еден унисон модел воопшто, дури да искористат туѓ модел, така. Затоа што се работи за луѓе неписмени кои не знаат ни што е Skype, ни што е Си, нити како во една исклучителна ситуација, воредна ситуација би се одржувала настава. Па тоа го имаме сегде и секога. Ама луѓе кои, знаеш, кои гледаат филмови исклучиво со српски превод и не знаат ни еден друг јазик, што да очекуваш повеќе? Јас се согласувам со вас, но можам искуствено да кажам дека ние на Војната академија сами го спроведовме тој процес, бидејќи не сме врзани толку со Министерството за образование и единствен проблем кој за нас беше практичната настава. Сепак, знаете како Војнава академија е повеќе во практичен аспект врзана, посебно со последните години од студиите, но се надевам дека ете и тоа ќе го надминеме. Како почитеве, имате две изданија монографија за воените генерали на Македонија. Тоа е дело на Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, он го финансираше, бидејќи сметаше дека е потребна еден ваков документ за... Ние уште не знаеме што значи да имаш генерал во нашата армија, некако во оваа политика отидоа работите малце предалеку. Ви благодарам многу на подарокот. Еден примерок ќе подарам на еден мој драг пријател, а другиот ќе биде во мојата библиотека домашна. Со тоа што морам да кажам дека богатството да се има собствени генерали
значи богатство да се има развој на војната мисла. Развојот на војната мисла значи развој на одбранбената политика. Одбраната не се само пушки, пиштоли и топови, туку умешност на војувањето, што од времето на Сун Цу. Браво. За да дојдеме до тоа, како ќе ја усогласиме умешноста на војувањето со умешноста на политиката, значи преку Сун Цу, да дојдеме до Макијавели, да преминеме во Клаузевиц, теориите за војната, во современите војувања, мора да имаме континуитет на војната мисла. И од тука сметам дека исклучително потребно нешто на Македонија и опстанок на и проширување и разградба и развој на војната мисла преку војната академија, која е единствена високо образовна војна установа во која можеме да школуваме наши офицери. И тука не е во прашање исклучиво само и развојот на теориската војна мисла, туку и собирање на практичните војни искуства, дали тоа биле од времето на револуционерните борби во Македонија, дали тоа било од времето на Првата световна војна, кога ние како македонци сме биле на разни страни, не сакајки, дали било во времето на Втората световна војна, во времето на Народно-ослободителната војна и националното ослободување на Македонија и создавање на македонската држава, дали тоа било во учество во мировни сили сега или во конфликтите кои ги, односно ескалационите конфликти кои ги имавме во Македонија, се е тоа едно искуство, собирање на војно искуство и политичко искуство. И политиката и војската одат заедно. Од тука оди и развојот заедно, и развојот на мислата и технолошкиот развој. Така што, исклучително значајна работа е направена со тоа што се собрани сите генерали по потекло од Македонија во една монографија и мислам дека тој тренд на собирање на, така да кажам, умови, луѓе кои дале нешто за оваа држава на еден, друг или трет начин и да ги користиме нивните, сега да има некој да се потруди да собере се тоа што они го кажале, напишале или вложиле во војната мисла, ние ќе имаме уште побогато искуство за идните генерации. Така што исклучително сум задоволен и штеднаш благодарам за книгата. Ми представува задоволство. И уште, ако ви затреба или за војната библија, за факултетот... Мислам дека ја видов на Војна академија, дека ја имаат монографијата, веројатно ја имате доставено, така да ви кажав, ќе ги земам примероците со задоволство. Покрај тоа што сте професор на Војната академија, вие сте политички на некој начин активен, сте бивши министер за внатрешни работи со најкраток рок, но со најблескава биографија во тоа. Бевте само еден ден министер за внатрешни работи во 2016 и секако и покрај другите ваши политички ангажмани и тоа како е валидно вашето мислење и размислување за политичката состојба во Македонија. Си во племасија. Благодарам. Она што можеме да го видиме во Македонија последниве, ајде да се ограничиме на некои 5 години наназад, да не одиме подлабоко, бидејќи многу подробна анализа ќе треба да направиме и подолго време ќе ни треба, е континуирана криза. За жал, Македонија во последните 5 години по нарачка влегува во континуирана безбедносна политичка, а во последно време изразена економска криза, а со последните случувања од здравствената криза покажува колку е руиниран системот во Македонија и колку државата е нефункционална. Да се нема доволно капацитет да се справите со определена здравствена криза, да се нема капацитет да се справите со безбедносна криза, да се нема капацитет да се справите со политичка криза и да ја внесете државата во економски колапс, е одлика на територии, не на држави. Држава има систем и тој систем функционира подобро или полошо, функционира, но ја одржува државата во живот. Ова што на Македонија и се случува, да го наречеме трагично, по однос на нашата генерација која го живее ова, но е уште потрагично и за идните генерации кои доаѓаат и кои наследуваат една нефункционална држава, односно држава која последната власт на СДС ја претвори во територија.
Се ќе образложам некои работи наназад како се одвива. Ако тргнеме од тој дел од 2015 година, нели тргнаа бомбите. Прво уцените, па бомбите, кои покажаа порозност на безбедносниот систем. Во рамки на Министерството за внатрешни работи, каде нели рековте еден ден бев министер со блескава кариера, но за волја на вистината тоа се води како во CV-то си бил министер. Јас бев свесен во тој период дека доаѓам на место како професионален човек од областа на одбраната и безбедноста за дополнителен заменик министер. Воопшто не беше поентата да бидам министер, но поради мојата политичка активност требаше тоа да го завршам на најпрофесионален начин. И сега што се случуваше? Во Министерството за внатрешни работи постои една управа која се нарекуваше пета управа во управата за безбедност и контраразузнавање, а се занимаваше со следење на комуникации, следење на лица, документирање на сторени кривични дела, односно на загрозување на безбедноста, тероризам и уставниот поредок во државата. Значи, сето тоа што го работеа повеќе служби, петата управа го завршуваше по однос на документирање и покрај физичко следење имаше и употреба на технички оперативни средства за прибирање на информации, односно контраразузнавачки цели. Тоа нема врска со разузнавачки активности. Токму таа служба имаше и најголем број вработени во управата за безбедност и контраразузнавање и не успеа да заврши дел од функционалните задачи. Мене ми е исклучително жал што е тоа така. На што мислите, може да акцентирате? Ќе објаснам. И мислам дека токму поради незавршувањето на круцијалните задачи пред таа служба, раководителите на таа служба кои се задесија во тоа време, а на кои им се случија последователно неколку кризни состојби од бомбите, односно нелегалното прислушување, преку настаните во диво населје треба да носат одговорност. И тоа е почеток од каде ние всушност требаше да почнеме со реформите на безбедносниот систем, односно безбедносниот сектор во Македонија. На што конкретно мислам? Ако вие, да земеме, например, имате опрема некоја набавена, проблем да ја набавите таа опрема за следење на комуникации, или така наречено познато прислушување, треба да добиете дозвола од Министерството за внатрешни работи за набавка на таква опрема. И да сте ја набавили инкогнито, односно по тајни канали, за потребите ваши или на други служби, таа опрема на разни начини или влегува во туѓа фреквенција на комуникација, или покажува од каде се врши центарот на прислушување, од каде е. Бидејќи тоа не е класична жица, па да се закачите на нечи телефон со жички и нели се сеќавате на време, ние сме блиска генерација кога имаше во зградите двојници, па комшијата зборува, ти не можеш да зборуваш, ама ако дигнеш телефон ќе го слушаш што зборува. Тоа не постои сега веќе така, туку мора да влезеш во фреквенција. За заштита на фреквенцијата постои систем. Постојат кодирани телефони, односно просто и едноставно, како што и во моментов може да испратите на мејл кодирана порака преку разни системи за заштита, така и во телефонската комуникација со кодиран телефон, така наречен, се малку се изразувам по-тривијално поради граѓани, поради слушателите, односно гледачите да може да ме разберат, може да ја заштитите комуникацијата. Тоа се системи на заштитени комуникации. Но и обидот за продор и во тие заштитени комуникации е видлив. И само што требало да прави таа служба цело време, требало да врши повремени пресекување, односно така наречени, се вика на времето, гониометрирање за фаќање на илегални радиостаници. И остана тој назив гониометрирање, сушто се работи за пресекување и откривање од каде е изворот на енергија за собирање на информации. Дали е влегување во системот, дали е тоа преку серверот кој го обслужува системот, дали е тоа со прислушни уреди во просторијата, дали е тоа со појаки прислушни уреди во соседни објекти или на улица, значи има начини. И тоа е континуирана работа на таа управа која покрај следењето на комуникациите, лицата и
оперативната техника која ја поседува, има задача и да врши заштита на ајде така го наречам безбедносното поле на комуникации. Односно да ги штити и државните функционери и државата од следење на комуникации. И што се случи? Што значи тоа нам што ни се случи? Тоа значи дека нам некој ни влегол во системот и можел да следи и што разговара премиер, и што разговара министер и началник на генералштаб. И не дај Боже да имавме употреба на војна употреба на единици, можевме да имаме идентификација на единиците каде се војна употреба на единици? Во тој период. Куманово диво населје и така натаму. Тоа беше друга работа. Јас сега збориме за прислушкувањето. Зборувам за прислушкувањето, но зборувам за последици кои можеле да настанат, да кажеме, и ако имало потреба АРМ да се активира, да кажеме. Но до ден денеска ние не знаеме кој тоа го правиш. До тој момент ќе дојдам. Вие знаете дека има искуства војни во кои се вели од следење на комуникации на непријателот се откриваат точните позиции на единиците на сите нивоа. Апсолутно. Што значи дека првите дејства би биле врз комуникацијските центри, нели? За онеспособување тогаш на внатрешната комуникација, ја знаем и каков е распоредот. Сега да не влегуваме во премногу детали. Војничка анализа што се вели, нели? Ќе се вратиме на тој дел, нели, имаше прислушкување. Ние всушност имавме тотален упад во безбедносниот систем. Заради вина на, јас тоа го тврдам одговорно, и една од првите мои изјави беше токму таква дека треба да се спроведе истрага во МВР за да се открие кој е виновниот. Без разлика дали прислушувало МВР, и тука е најголемата грешка кога се обидуваат да објаснат на луѓето МВР прислушуваше. Во ред. Не, Груевски прислушуваше, а денеска е општото мислење дека тоа го правил Мијалков. Нека е и така, ама треба да се докаже. Значи, како е можно? Јас не зборувам за тоа сега ние да најдеме, ние и ден денес немаме доказ кој прислушувал, така? Не знам, ја бе прашувам. Еве, немам ни јас. Па официјален доказ нема за тоа дека прислушувал тој се подсмева зашто рекле жолти комбиња, Мијалков, кој е? Груевски прослушувал. Зошто немаме за тоа? Груевски е осуден за Мерцедесот. Зошто не е суден и за упадот? Океј, ама зошто не е суден Мијалков? Зошто Мијалков не е на процес да си ја докаже и преку тој процес да видиме ние кој го извршил упадот, дали он, дали негови луѓе. Токму зборувам за тоа, одговорноста на службата, зошто е извршен упад во системот. Не е одговорност само дали службата прислушувала. Ако се докаже дека службата нелегално прислушува, тоа е злоупотреба на службена должност и нарушување на демократските права на граѓаните и граѓанските права и подлегнува на санкционирање затворско. Збориме стотици илјади прислушкувани. Но, така? Што работи? Дали Македонија има толкав капацитет за такво нешто да го направи? Дали имало? Не се работи, знаете, Јанко, не се работи тука за капацитетот. Може да се обезбеди капацитет, барем во денешно време тоа оди електронски самостојно прислушува. Значи може. Добро, толку. Сега, како може да дојде до одредената личност која стана и која премиерот ја фалеше како значаен патриот, кој му ги даде снимките од МВР. Он му ги даде снимките кои после ги употребува. Значи ние сега зборуваме токму за тоа што немаме цврсти докази. Вие го спомнувате и Звонко и Ѓорги, отприлике за нив се работи кога они учествуваа и човекот близок до Заев кој му ги даде. Така. Верушевски, кој беше на времето и директор на УБК во коалициона влада 2001. И сега Јанко го судиме, Оливер е крив, Петко Станко, а клучните луѓе не даваат исказ. Затоа што знаете зашто се поставува, кое прашање мене ми се поставува? Кој го направил? По чиј налог е сето тоа направено? Дали се работи за странска служба која дополнително дала опрема за таа работа да се спроведе? Која не била под контрола на службата, а службата не реагирала и треба да одговара пак некој во службата за не реагирање соодветно, или го направила тоа службата, или сосема странска разузнавачка служба го направила сето тоа. Нашите безбедносни сили се потполно поразни и потполно отворени за секое странско влијание, особено ако дојде од Брисел или од Запад. Генерално, сакам да кажам дека не би рекол дека е тоа врзано политички. Добро. Дури имам чувство дека е врзано економски. Така. Што е криминален аспект на таа работа. Но Другарче, управо си цело време, све за кешова го прави.
Значи, сакам да укажам на тоа дека ние и ден денес, не знаејќи кој го изврши прислушувањето, не знаеме ни за чии цели го изврши прислушувањето. А имаме ефекти од тоа прислушување. Но ни ВМРО, ни СДСМ не се потруди да го акцентира тоа, за да конечно го дознаеме. Јас мислам дека допрва ќе биде тоа акцептирано и допрва ќе се открива како се одвивале работите. 2001 го имавме тоа, па остана неразјасната мистерија. Го имавме 2000 големото уво. Но уво. тогаш остана неразјаснето. Мислам дека беше јасно дека некој друг прислушуваше, а целата работа се подметна тогаш. Кој е тој друг? Што ти избор? Господин Што ми значи кој е тој друг? Не. Ај вака да ве прашам. Ајде, повелете. Стар Трек, Жан-Лук Пикард, која ќе дојдат у некоја ситуација и неговите кои ќе му ги изнесат сите факти, од кои не можат да донесат заклучок, кој ми вика шпекулирајте. Знам дека е неблагодарно за професионалец како вас, професор на Воена академија, но еве ви давам простор и ве замолувам. Дали би шпекулирале, што би ваделе како теза, ако ова еден ден сигурно ќе го зборите на факултет како предмет како искуство. Што ви говори инстинктот? Океј, ја мислам дека вирусот беше човечки направен заради тоа и така натаму. Значи, и во науката, и во медицината, па и во политиката, теоријата, не значи кривична одговорност ако... Значи, јас сакам да ве охрабрам. Значи предпоставка. Ваша предпоставка или шпекулација? Значи што ви говори инстинктот? Инстинктот ми говори дека во конкретниот случај за прислушување беа вмешани странски разузнавачки служби со цел доведување на нова политичка структура на власт во Македонија, која ќе го смени моделот на уредување на државата. Буквално ние доживеавме уставни промени на државата, а се со цел остварување на странски интереси и влијанија, не само во Македонија, туку и во регионот, и дека у суштина бевме жртва на една поголема геополитичка игра. Затоа и ќе кажам дека успешните држави обстојуваат затоа што гледаат 10, 15, 20, 50 години нанапред. А ние гледаме 5 години наназад. Да, и затоа што знаат, државниците се успешни затоа што знаат да проценат дека нивните национални интереси се така или така. И секогаш знаат каде, на која страна да бидат. Тоа е, според онаа Черчиловото, нема вечни пријатели, туку има вечни интереси. Дури на парламентот им Но, стои. јас ќе кажам уште еден момент. Дали знаете кој ја напишал првата стратегија и единствена за Македонија? За Македонија? Да. Не знам на вистина. Тоа е парадоксот на нашето живење во Македонија и не знаеме. Многу луѓе, мислам, не знаеме. Многу луѓе не знаат, а се повикуваат некогаш на тоа. Тоа е Ванчо Михајлов. И тоа е нашиот парадокс. Македонија, Швајцарија на Балканите. И мнозина кога ќе кажат Македонија, Швајцарија на Балканите, тоа го кажуваат само како флоскула. Тоа е едно книжуле од 50 на страни, нема ни толку, мислам. Во кое Ванчо Михајлов во еден сегмент исклучително нагласува. Формираната држава Македонија треба да биде подеднакво далечна од сите соседи. Киро Глигоров еквидистанца? Токму тоа. Ние се чудевме на времето зашто зборува Киро Глигоров за еквидистанца. Многу е јасно. Што добивме ние денеска? Од затворено прашање по однос на Република Македонија, ние денес имаме отворено прашање. Каде Заев ги затвори прашањата, кажете? Што затвори Заев како прашање? Па со Преспанскиот договор веќе грците ја прифатија реалноста дека постои Македонија, македонски народ. Иако ни внатрешно не, но ние тоа го имаме на хартија и влеговме во НАТО заради тоа. Иначе во НАТО немаше да влеземе. НАТО нам ни рече, нели го добивме во Хаг пресудата, ја добивме во наша корист. Но сите ни рекоа, џабе вие, додека немаме консензус. Ние консензус немаше да идеме, имаме, додека Грција не се сложи. Вие имате лична карта на која се викате Јанко Илиовски. Илковски, се извинувам. Се извинувам. Господине Андоновски. Добро, Јанко. Вчера ве кажав Оливер Спасов. Имав една таква исто ситуација на друго место. Да, нема врска. Диме Спасов беше, ако се сеќавате, министер, а Оливер Спасовски, така да, јас сум Андонов.
Може и пак ќе бидете министер за Па тоа не знам, тоа Ќе видиме. други одлучуваат, јас не се прашувам секако за таа работа, но не и се. Сакам друго да ви кажам во однос на тоа што рековте, имаме на хартија дека ни е сочуван идентитетот. И вие имате лична карта Илковски Јанко, така? Да. Така? Имам. Да. Да. Дали тоа ви го прави идентитетот? Не. Многу сум јасен. Јазикот Она што една држава ја Да. прави држава е територијата и сувереното владење институциите на незината територија. па каде ни е нарушено тука со Она што преспанскиот? само момент, ќе го Excuse me? објасниме тоа. Добро. Она што една нација ја прави нација или народ го прави народ, се јазикот, културата, името на народот, традицијата. Океј. Ние чекор по чекор се губиме. Сега ќе кажете каде ни е нарушена територијата. Да, формално имаме граници, така? Добро. Но како се вика таа територија? Северна Република Македонија. Република Северна Македонија. Република Северна Македонија. Така официјално име. И Официјално. натакна. Така. Кој Никогаш народ? бевме федеративна република, па Не бевме бев- социјалистичка федеративна. Народна република, Па бевме Народна република Македонија. Да, но тогаш бевме со вложен суверенитет во некого, од каде што излеговме. Добро. Така, по уставот и од 74 година имавме суверенитет вложен и сите републики на тогашна Југословија беа самостојни и има своји устави. Така, тогаш станавме соединети републики на Југославија, де факто. така, парафразирано да кажем. Парафразирано. Бевме федерација. Така е. Ние од после Втората световна војна бевме федерација. Добро. Затоа што ние ја создадовме македонската држава на 2 август во Прохорпчински со сите прерогативи на држава. Кај ги изгубивме? Денеска ние ги изгубивме, тие прерогативи. Како? Со самото тоа, ние немаме македонец, него имаме граѓанин на Република Северна Македонија. Граѓанин. Се откажавме од диаспората. Односно од малцинствата. И не е исто малцинство и диаспора. Тоа се различни категории. Каде ги изгубивме? Знаете каде Јанко ги изгубивме? Ги изгубивме изминативе 30 години во криминалот. Во криминалното владење. Ја распродаваа државата за пари. Се продаваа себе си, продаваа се што може да продадат. Ако се сеќавате од криминалната приватизација на Бранко, па забраната да Љупчо продолжи со истражување на таа криминална приватизација и враќање на парите, создавање на олигарси кои не ги интересира ништо освен пари и начин како да ги задржат тие пари, а преку тие пари и контролата во општеството, осиромашувањето на народот, уривањето на институциите, уривањето на системот. Кажете ми еден подсистем во државата кој функционира. Образованието, сега го кажавме, така? Како функционира? Да беше функционално, други работи ќе беа. Немаше да имаме на, не знам, 2000 и некое место кое е УКИМ како најдобар универзитет во Македонија на Шангај листата. Уништувањето на здравствениот систем. Вие се сеќавате на време каде се имаше болници, сега да не раскажувам како изгледаше кога јас бев дете во Кривопаланка, каде што можеа да ми направат и операција, за да не мора да идам во Куманово или во Скопје во болница. Ние денеска во малите места во Македонија немаме ни амбуланти како што треба. Се е потпрено на терцијалната здравствена заштита, сите трчаат во 8 септември или во клинички центар за се нешто. Наместо да се, како што си е предвидено по правилата на здравствениот систем. Врати се на политичкиот. Сега, но ние го растуривме политичкиот систем. Вака. Политиката кај нас што е? Вака. Концепт за богатење? Тоа да, ќе се сложам. Но глобално, сите партии, унисоно, без исклучок, рекоа дека единствен начин и единствен излез на Македонија е да влезе во НАТО. Само влезот во НАТО може да ја обезбеди иднината на оваа земја. И тоа, еве да ви го кажам, овдека од другата страна го има Меленов, Владко Ѓорчев и ништо друго. Ништо друго освен НАТО. Никако освен НАТО. Да не зборам за други. Никола Груевски 4 пати бил кај мене во емисија и покрај, нели, дека бил милиарда пати, 4 пати. 2008 ми рече, прифаќам, влез
во НАТО, али не по цена на промена на името. А ако тоа не е услов, што? Значи, немавме... Еве ќе ви дадам одговор веднаш. Ако беше Што е условот алтернатива? само промената на името и влез во НАТО, можеше да не се влезе во НАТО. Имаше други партнерски релации со НАТО. Имаше можност како партнерски да се изградат односите со НАТО. Имаше еден предлог за неутралност на Македонија. Никој не го разви како концепт тоа. Затоа и реков, каде е стратегијата Македонија, Швајцарија на Балканите да биде неутрална држава. Да побараме гаранција за неутралност од 5 земји членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, од Европската унија и од соседите. Зошто никој не го побара тоа? Имаше една идеја на професорот Гоцевски 91-2 година за таа приказка, ама едноставно замре затоа што ние влеговме во еден колосек на интерес на поголемите, ете во НАТО да се влезе, мислејќи дека само НАТО вака ќе не штити. Ние во НАТО партиципираме. Па ни лета авиони, фантоми лета, бомбардери Б-17. Јас не знам, ние не го контролираме нашето небо и тука да не правиме Не, ама тоа беше символ дека не штитат. Па контролата над небото над Македонија го има Грција сега за заштита на воздушниот простор. Значи НАТО. НАТО, преку НАТО е Преку тоа НАТО. реализирано, затоа што ние и поради нашата моќ на противвоздушна одбрана, докај ти е моќта на противвоздушна одбрана, таму го контролираш сопственото небо, го штитиш. Но сакав нешто друго да кажам. Тоа е символично покажување дека Македонија безбедносно е сигурна и сега треба да се фокусираме. И тоа беше целата идеја на Зоран Заев да ја внесе по секоја цена Македонија во НАТО. Идејата, основната идеја на Зоран Заев беше како да дојде на власт. И тоа се гледа сега, тоа е клептоманија. Патократија е основната идеја на Зоран Заев. Не е основната идеја како да ја внесе Македонија во НАТО. Тој најде порта низ која да дојде на власт да каже таму во некој центар на моќ, јас ќе ја внесам Македонија во НАТО, ќе го сменам името и ќе ја внесам Македонија во НАТО, бидејќи на тие центри на моќ многу добро им беше јасно и видливо дека Македонија не сака да го смени името, а дека Грција пружа отпор и по цена на загрозување на безбедноста на Европа и на НАТО со пружање на раце кон Македонија, условно кажано. И сето тоа Заев се согласи да го одработи, не за да ја внесе Македонија во НАТО и да Македонија биде многу, многу побезбедна, туку заради неговата клептоманија, односно патократија. И денеска го имаме тоа на дело. Заев не го направи тоа сам, 101 цела партија која има стотици илјади гласачи и сите унисоно ја поддржаа таа политика. Не збориме дека сега, ова видете, Јанко, дека нам некој ни го наметна Зоран Заев. Зоран Заев е избран, албанците го избраа, македонците. Вие сте во потполност во право. Зоран Заев 2016 година доби 49 пратеници, потоа купуваше. И тоа е големи бројката. Така е. И токму тоа е поентата. Тогаш Груевски им зборуваше на луѓето да не ја прават грешката, дека тешко ќе биде да се врати назад. Еве сега јас ќе го кажам тоа од позиција на универзитетски професор, дека ако сега на 15 јули пак сгрешат луѓето, пак граѓаните на Македонија сгрешат, во наводници сгрешат, затоа што, знаете како се вели, каков народ таква власт заслужува. Јас се согласувам апсолутно. Не ни доаѓаат од Марс овие политичари, ова се луѓе слика и прилика на тоа какви што сме ние. На амбиентот во кој сме ние. Да, апсолутно. Ако повторно Заев добие мандат да ја води Македонија, тоа значи дека се верификуваат политиките на Заев. Ако македонскиот народ сметал дека треба да ги верификува политиките, тогаш ние можеме овде да се превртиме наопаку, објаснувајќи дека Заев не е во право. Зашто јас длабоко сум убеден и гарантирам дека не е во право. Со 1000 факти ќе ви потврдам од 3 години владеењето и негацијата на самиот себе што ја прави, дека човекот нема врска ни од политика, ни од ништо. Само има врска од крадење. Зошто рековте дека ова повеќе не е држава, туку територија? Што значи тоа и објаснете ми? Затоа што се урнати, па почнав да зборувам токму за тоа, нели, која реков системите
системите се урнати, ви ми рековте вратете се на политиката. Се извинувам, ама веќе се до објаснување ние сега јас тоа го доживувам повеќе како еден пријателски разговор, така да кажам. Со тоа, зашто бе, непријателски? Но пред јавноста, може и непријателски. Непријателски? Ќе бидеме конфронтирани страни. Да. Нема никаков проблем. Ако вие ги урнете сите подсистеми на еден општествен систем, значи вклучително судството, правниот систем, економијата, владее корупција, нема закони, полицијата не функционира во полна снага како што треба. А кога било поинаку во Македонија? Немојте така. Јас ви кажав, имало времиња кога во Македонија се функционирало, па еве вратете се само 5 години понапред и ќе видите дека некои работи многу подобро функционираа. Формално и денеска да се разбереме, судовите функционираат, изводи. Но да се разбереме на една работа. Добро. Нема општество во кое нема корупција. Добро. Нема општество во кое судот нема да проба да направи некој трик, односно мокините со пари нема да се обидат нешто да направат. Добро. Но прашањето е на тоа колкав е степенот на резистентност. Ние денеска имаме состојба во која странски инвеститори бегаат од Македонија поради правна несигурност. Па нели НАТО требаше да ни ги отвори, судството ни се отвори како пупка. Заради НАТО требаше да дојдат милиони. Ја стварно можам да кажам дека најразочарувачки во целата приказна е што влеговме во НАТО, де јуре и де факто, но не видовме еден инвеститор, иако тоа беше главен услов за навалница. Стоја на граници и не чека само да влеземе и одма ќе дојдат. Влеговме во НАТО, они се пишманија. Јанко, во политичката во политичкото изразување, говорот политички за подигање на некое општествено прашање на повисоко ниво или така наречена секуритизација на прашањата, идејата на политичката елита која зборуваше за НАТО, само за да на народот му создаде една слика дека тоа е најнеопходната работа која треба да се направи, беше поврзана и со економијата. Зошто? Така е. Затоа што ако влеземе во НАТО, ќе ни тргне и економски. Затоа што требаше да се доведе народот во состојба да мисли дека тоа е така. Да. И никој на граѓаните не им објасни проста работа. Многу едноставна работа. НАТО е војно-политички сојуз. Ама знаеме, безбедноста која он ја пружа... Некој требаше на народот да му објасни, Јанко, дека НАТО не ти пружа внатрешна и економска сигурност. НАТО, по член 7 од договорот, ти вели, ако е нападната една земја членка на НАТО, нападнати се сите земји и сите учествуваат во одбрана. Тоа не е колективна одбрана, тоа е воен сојуз. Колективна одбрана имаат Обединетите нации. Господин Андонов, тоа не е познато. Но тоа, бидејќи дека безбедна е државата, треба да придонесе тоа чувство на безбедност, економски, дека може странецот да вложува... Но од што е безбедна државата, да ве прашам сега? Контрапрашање, нели? Да се прашуваме... Од странска окупација, од тероризам, не знам... Од странска окупација, од тероризам не постои апсолутна безбедност. Безбедна е Македонија под чадорот на НАТО, од напад на некоја друга земја, сојуз воен или не знам кој. Како и сите други НАТО земји. Како и сите други НАТО земји. Добро. Но? Грешката каде е? Во небезбедниот, правен, политички, безбедносен систем внатре, да може да ви дојде некој да ве рекетира, а тоа го видовме на дело. Впрочем, овде ќе се согласам со вас, кога го доаѓа странскиот инвеститор, он знае дека е НАТО, не му треба многу приказка, но го гледа индексот на корупција во едно општество. Тој знае дека нема опасност од војна во регионот, односно да дојде некоја друга држава, да ја окупира оваа држава, па неговата инвестиција на таков начин да доживее уништување или... Но он отвара да види нивото, индексот на корупција во земјата. Колку ќе изгуби време во формирање на бизнисот? Колку ќе го чини тој бизнис овде, дали треба да плаќа, што рековте, индекс на корупција, дали треба да плаќа корупција за да опстане. Така. Колку поволности му дава државата.
за бизнис. Колку има работна сила која е квалификувана. Тоа е веќе кај нас ќе постане сериозен проблем, верувајте. Колку ќе треба да ја плати таа работна сила и колку ќе успее да произведе, затоа што никој не доаѓа да ти даде, доаѓа да заработи. Апсолутно. И тоа треба да биде јасна приказна. Не доаѓа тој, ние кога се фалиме, ни доаѓаат странски инвеститори, не, тој, ја не знам, понекогаш ми е чудно Зошто тоа во времето на економијата. ВМРО имаше тогаш повеќе инвеститори? Затоа што беа Тука е малце парадоксот Парадоксно е. Не бевме ова. земја членка на НАТО, а имавме повеќе инвестиции. Одошто сега, откако сме... Токму така. Зошто? Затоа што имаше правна сигурност. Затоа што не беше изразена корупцијата во толков степен. Имало корупција. Корупција имало, ќе има, секогаш ќе има корупција. Тоа е нешто што е неискоренливо, како што и безбедноста не е 100% безбедност, и тоа не постои 100%. Но, имаше поголема сигурност. Државата нудеше повеќе опции. Немаше, дај ми 15, 20, 30% од твојот бизнис. Туку имаше влегување и државата помагаше на тие кои влегуваа во Македонија да работат, затоа што требаше се намали невработеноста. Тоа е разликата. И сега, ние некако во нашиот разговор малку ја скокаме тема на тема, така, но иако се е поврзано со политиката, Јас значи инсистирам дека е апсолутно поврзано, бидејќи поврзано е. На многу луѓе уште не им е јасно. И сега во целава приказна, за да успееш еден ти така системски да го деморализираш, да го смениш целиот концепт на една држава и видувањето на народ, на народот, со која крајна цел? Со која крајна цел е се во ова направено, ако не е НАТО и ЕУ? Па не. Со крајната цел на лично богатење. Знаете дека, еве да ви дадам еден пример од соседството. Бугарија е членка на НАТО, така? И на Европска унија. Се спроведува истрага во Бугарија и е на тапет Бугарија за украдени 1 милиарда евра од фондовите на Европската унија. Точно е тоа. Така? Така е. Што и се случува на Македонија? Потпуно слична работа. Мислиш дека може Македонија да дојде и до таква истрага? Може. Па рекет што беше? Рекет беше поттикнато за истрага не од Заев. Молам, тоа се флоскули политичко вадење на ситуацијата. Рекет почна со појавата на Бранко Геровски на Voice of America. Така. Телевизијата. Така, и тоа беше порака од американците. Но. Да, повели? Рекет ја потикна Европската комисија за антикорупција. Од таа европска институција тргна таа приказна. Затоа што почна корупција на највисоко ниво, на државно ниво. Државата бараше мито, подкуп за завршување на редовни законски процедури. Значи, ова со Боки и Катица е што? Замачкување очи? Не, Боки и Катица се само едни обични извршители во целата приказка кои ќе одговараат за да го спасат Заев, веројатно ако победи Заев на избори. Ако не победи Заев на избори, ние ќе имаме расчистување на рекет до крај. Верувам дека ќе се дознае и кој учествувал, и кој нарачувал, и кој што правел. Мислам дека ќе се дознае, мислам дека има волја за таа работа. Има волја, но нема волја кај народот. А зашто мислите така? Затоа што последните анкети не ми покажуваат разлика помеѓу ВМРО и СДСМ 20, 30, 40%. Туку ми покажуваат 32 напрема 28. И човек вика... А колку се неопределени? Кој рекле дека не знаат? Уште повеќе, одошто за едната или другата. Знаете зашто ве прашав токму? Да? Колку се неопределени? Бидејќи тие ќе одлучат работата. Мислиш дека ќе излезат на гласање воопшто? Ако правиме анализа доколку ја направиме таа анализа на можната излезност, јас ќе ви кажам две опции. Едната опција е опцијата на Заев да нема излезност, затоа што тогаш може да се надева на неговото членство и она што го има корумпирано во текот на предизборието легално и нелегално. И втората опција, во која прва опција секако тој има повеќе шанси да преживее, и втората опција, доколку
има масовна излезеност и на оние кои не даваат одговор на анкетите за кого би гласале на предстојните избори излезат, тоа е по правило како досега, што го имаме во политиката, вообичаено тие неопределените се преклонуваат на опозиционата страна. Дозволете ми да направиме тука пауза. Веќе Може. тераме 60 минути. Зарем. Браво. Мерси. Така. Фала ти што кажа браво. Браво. Тоа е добар водител. Значи, една кратка пауза па да го продолжиме Благодарам. разговорот со како ќе биде излезеноста, зошто, како и програмите, дали воопшто играат некаква улога денеска во изборите кои наскоро ќе се одржат. Режија, одиме со реклами. Почитувани гледачи, со Оливер Андонов го продолжуваме разговорот. Направивте една анализа за НАТО воопшто, целиот концепт. А сега влегуваме малку повеќе во приказната за изборите. Зошто се битни и клучни овие избори? Но, искрено кажано, ВМРО доживеа невиден пораз. Мислам дека овој пораз 2016 во смисла не зборам по излезеност и по гласови, туку такво рушење мислам дека ниедна власт до сега не доживеала како притисок за рушење, бидејќи клучните луѓе беа прогонувани, апсени и така натаму, уште и пред да се подигнат обвиненија, они беа прогласени за виновни, шарената револуција за тоа беше едноставно не судството, туку цивилниот сектор одредуваше кој е виновен и кој не, и сето тоа ни резултираше со едно СЈО, кое така па и тоа спектакуларно падна. Власта падна со прислушкувани разговори, дали оваа власт ќе падне исто поради истата причина? Ако падне уопште. Ја искрено се надевам дека ќе падне и убеден сум во тоа, но вообичаено се вели дека кармата е, нели, лошата приказка, нели, карма is the bitch, како беше. Да. Дека се враќа назад. Или како вика, кој се ветар, ќе жнее бура. Бура, да, така е. Јас се некако очекувам дека оваа власт исто така неславно ќе си замине, како што неславно дојде, но мене ме загрижува кој ќе ги сноси последиците од целата оваа операција во изминативе 5 години во Македонија. Ова изместување на Македонија. Ние зборувавме во првиот дел од емисијата, нели, за НАТО. Од толку многу глупости на оваа власт не успеавме да ги спомнеме Порошенко, пранкерите, сите глупости кои ги направи. Ама тоа е површно. Ама тоа се знаете што? Тоа се керефеки. Знаете што? Тоа системски мене ништо не ми значи ако некој го исмева премиерот, го исмева и Груевски. Но суштината е што Ама извинете, не се работи тука за исмевање на некого. И ние сега можеме некого да исмеваме во емисијата и ништо од тоа. Овде се работи за буквално покажување на капацитетот на тој кој ја врши овој функцијата премиер. Тоа е институција. Премиер, председател е институција. Да успееш да те намести некој да мислиш дека разговараш со Порошенко па да одаваш тајни, односно планови на НАТО за решавање на состојбите во регионот, да дадеш број на генералниот секретар на НАТО на било кого, тоа покажува длабока, нели, како викаат, лузер е човекот, губитник. Не, тоа покажува крајна несериозност, незнаење, непознавање на меѓународните односи, неследење на состојбите. И сега ние очекуваме од таква една личност, од таква една номенклатура, да ја продолжи да ја води оваа држава.
Да се вратиме на Ама излезеност. на луѓето Затоа не што име таа ќе гајле, влие- на луѓето не име гајле. тоа е Луѓето толку- се скенира, си добиваат пари од скенирани сметки. Им се покачи минималната плата. Сега додуше не дојдовме до 500 евра просечна плата, ама ете, некој има некаков бенефит од сето тоа. И народот обично си вика, па добро, краде Леони, ама важно да има и за мене. Видите, вие сега по онаа теорија, како што викат СДС, сите се исти. Или има Србите една приказка, вика, друже Тито, ти си крао и нама си дао. Така, нели, сите крадат и на нас ни даваат. Па добро, денеска викаат Груевски крадеше, градеше, ама имаше и за нас. Тоа никогаш, мислам, не се докаже дека некој крадел таму. Не знам, така беше работа недокажана. Само на муебет, колку што знам, човекот го судија само за банална работа за еден Мерцедес. Да, ама денеска ако Кој Мерцедес го користи оваа власт. и до ден денеска. Ворете тоа. Но кај е Мијалков во цела ова работа? Ја мислам дека човеков е во својата приватна Така. прчија наречена Мериот. Океј, тоа не е проблем. Но човекот Мислам беше дека го најголем. елабориравме во тој дел и кажавме да. Мијалков? Да, дека Мијалков- не носеше одговорност, а требаше да носи одговорност. Најодговорниот за порозноста. Или он Порозноста на вини, безбедносниот систем. или он го дозволи тоа прислушкување, или он го направи тоа прислушкување, или он Ма да што и да одговара направи? зошто да е Тој да дозволено. направил како директор на УБК носи најголема одговорност за заштита на безбедноста на државата. Човекот, како и Верушевски И и крај. Мијалков се најзаштитените бели мечки оваа држава. Никој не смее да ги пипне. ВМРО Тие се го гледам на во меѓусебен линк, така да и ниедна партија и ниеден лидер не Тие смее да знаат ги што да спомне. прават и јас- Не смее на дебата да ги изнесе никој. Мислам дека луѓето се вообичаено се уздржуваат од коментари за Преопасна за е темата. Не. Едноставно, знаете, кога знаеш дека немаш што да правиш со таа работа, што ќе направиш? Така. Во Кога нема правна разврска. Во моментов Кога што ќе нема направиш? парламентарна комисија која ќе го испита случајот. Ако има, не ти треба парламентарна комисија, ти треба правна разврска. Првиот дел ти беше точно на место. Ајде да ги согледаме фактите. Кој беше директор на УБК во тоа време? Мијалков. Дали функционално има одговорност за тоа што ни се случи? Има. Кои се санкциите? Еве, јас го тоа симплифицирав, многу поедноставив, да го кажам како изгледа таа работа. Но никој тоа не го направи. И тоа фрла уште поголем сомнеш врз целата работа дека и Верушевски, и Мијалков и многу други луѓе очигледно учествувале во ова што ни се случува и затоа ја кажав и на почетокот се работи за чист криминал. Заштита на сопствените парички и сопствениот криминал врз грбот на државата. И кога више немаше што да се продаваше името. Дали ВМРО сметате дека денеска е ресетирано и може да му се спротистави на вакво СДСМ? Знаете, еден од бојкотирам седеше овдека. Каршивас, пред известно време, и ми вика ваква работа. Извини, Јанко, ама и ние од бојкотирам ќе гласаме ден. Невесто, а една чаша вода за гостинот, за професорот. Благодарам. Се извинувам, на паузата не успеав да заборавив да ти донесам. Значи вика вака. Топло е, па. Нема да гласам за ВМРО. Зошто? Затоа што не ми кажа експлицитно дека ќе го вратат името. Така да не ми значи ништо. И кога и клучната работа, а тоа е рейтингот. Зошто вика рейтингот? Па после сево ова што го направи СДСМ, наместо да е рейтингот 50 напрема 15, ние имаме близок рейтинг меѓу двете партии. Па у оваа ситуација, кога на сите овие киксеви ВМРО ДПМН не успеа да искачи повисок рейтинг, тогаш се сомневам дека ВМРО ДПМН мислите... тоа е изјава на гостот во емисија. Еве јас ќе контрирам на тоа и прво по прашање на рейтингот ќе кажам. Дали мислите дека во една држава во која секој ви прави рекет, ве малтретира, ви доаѓа, може да ве апси, да ве приведува како што сака, дали мислите дека луѓето толку едноставно ќе се одлучат јавно да ги кажат своите ставови и политички позиции? Па анкетите се тајни. Луѓето веќе научија дека можат да си го кажат мислењето. Ај сега. Немаме тајни во прислушувањата се случија, пак имаме тајни во анкети да не знаеме кој кого сме прашале. Како се вршат анкетите? Телефонски или преку интернет? Телефонски.
Што е тајна? Така? И наједноставно за луѓето е да кажа не сум заинтересиран, затоа ви реков колкава е бројката на тие кои не даваат одговор, не знам. Не можам да кажам, не сум одлучил но за тие никого. неодлучени многу ќе им значи каков е рейтингот, бидејќи обично има голем дел од Да, ве разбирам, јавноста која се приклонува кон оној кој е подобар. Да. Јас мислам дека во конкретнава ситуација, во специфичниве околности во кои се наоѓаме, тоа нема да игра кој знае каква улога. Така. Знаете зошто? Затоа што има многу болка нанесено кај народот. Во која Во смисла? смисла на попрашањето на името. И тоа е оној втор дел што вие сакате да го чуете, односно што некој бара експлицитно да се каже да, ние ќе го вратиме името. Сега. Ако дојдеме на таа тема, прашањето за враќањето на името, и ние сите ќе кажеме ќе се врати името, да. И јас сум убеден дека ние ќе го вратиме името. Патот кој ќе треба да го изодиме за да го вратиме името, за да ги избегнеме сите тортури кои ќе треба како држава да ги преживееме, ќе биде доста тешок. Името нема да се врати преку ноќ со декрет на владата на ВМРО ДПМН, која ќе дојде на власт, туку ќе се врати преку враќање на економската моќ на граѓаните, воспоставување на системите, подсистемите во системот на државата, кои ќе овозможат враќање на името. Затоа што вака урнати и претворени во територија, враќањето на името само ќе биде уште поголема провокација за внатрешни нестабилности. Преку ноќ враќањето, мислам. А постапката за враќање на името мора да содржи уште еден момент. А тоа е одговорност на оние кои ги направија уставните измени против законите. Одnosno против устав. И сето тоа се поврзани работи. И јас сум убеден дека и Мицкоски како кандидат за премиер на ВМРО и ВМРО како политичка структура и луѓето кои се во ВМРО кои носат одлуки од стратешки аспект се многу свесни за сето ова и ќе мора многу добро и упорно да го менаџираат целиот овој процес. Еве, денеска се јави и со поддршка на СДСМ неговиот грчки партнер и подписник на договорот од грчка страна, Ципрас, кој рече дека прогресот на Македонија зависи од тоа да СДСМ остане на власт. И тоа кај добар дел од граѓаните на Македонија ќе биде како една позитивна порака, примено. Во кампања секоја поддршка од надвор е приказна за позитивна кампања. Е поддршка на некого. Но не мора секогаш така да значи. Ајде да споредиме дека се сеќавате колку луѓе дојдоа, колку странски дипломати, премиери, председатели на држави дојдоа во Македонија, кои никогаш не дошли или не се обратиле на Македонија пред референдумот. И што се случи? Не успеа референдумот, така? Но, поради тоа што не успеа референдумот, беше прифатен и направени уставни измени. И тоа цел свет го верификува. Значи, како тогаш, нели, да направи... Светот не може да го верификува, Јанко. Ама сите го поздрави и го поддржаа. Не. Тоа се политички памфлети. Во една моја колумна скоро напишав еден дел од Диво месо на Горан Стефановски, кога Димитрije вели, се извинувам на вулгарноста, Европа не чека и се прди на Европа за нас. Таа вулгарност. Имам ја една друга, ќе ве издркав да знаев какви сте, се извинувам Во за чаша тоа. беше, така е, прочитајте многу колумната и вулгарно, тоа го кажа Димитрije исто така. Кога им вика на синовите, вика Да, името да знаеш продадовте, дека вика такви ќе ве дека на такви камен, ќе влезете вика ќе ве во чаша, во чаша. рече, да. Тоа е Горан Стефановски, еден од најголемите така. наши писатели. Токму тоа што Горан го напише во Диво месо е вистината. На обичните луѓе на Запад, во Европа, на Балканот, на државните службеници на Запад, кои во своето образование се стекнале со поимот Македонија, Маседонија, Мацедоние или не знам како,
Им е несватливо кога ќе им кажеш го сменивме името зашто грците сакаат така. И тие не се замараат со нивната државна политика дека некој те убедувал тебе дека треба да го смениш името и дека некој памфлетно верификувал дека ворете што го сменивте името. Не се замараат тие со таа работа, нив тоа не ги интересира. Апсолутно. На нив им е јасно дека тоа што ние го направивме, односно нашата власт овде, е будалаштина. Но јас поставувам една друга теза. Власта направи против законито промена на името. Не постои референдум кој е консултативен. Тие се повикаа на меѓународен договор во кој стои во една од точките втората страна може да направи консултативен референдум за промена на името. Кои се грците нас да ни дозволуваат да правиме референдум? Тоа е највисокото демократско достигнување во едно општество да ги прашаш отворено граѓаните за клучни работи. Што е? Никој не дебатира, помина кај народот. Протестот за правата на кучињата имаше 2000 луѓе. Протестот за против името. Народот се крена раце од оваа работа. Не е точно дека крена раце народот. Народот само беше исплашен поради апсењето на луѓето кои беа за Македонија. И тоа значи добро го направиле власта. Знаеле, добра проценка е. Дека ќе го уплашат народот и народот не реагира. Тие вршеа континуиран притисок. Кажете ми дали е нормално да една држава, Македонија, води оперативна обработка на лица за македонски екстремизам и тероризам. Еве, денеска излезе Палчо на телевизија, се обзнани Атлантик, оперативната акција на полицијата. Што е тоа? Се работи за спроведување на оперативна акција со посебни истражни мерки против лица обвинети за македонски екстремизам и тероризам. Што се две неспојливи работи. Прво. Второ, правно гледано, кој е тој кој потпишал отварање на таква акција со посебни истражни мерки? Од искуство на постари колеги детали за таа, сега ќе ви кажам, од искуство на постари колеги кои работеле во МВР, во времето на комунизмот, сите што беа за независна или голема Македонија, за да се дојде, се водеа, се водеше, ама за да дојде до момент, јас зборувам сега за правниот аспект, не за идеолошкиот. Така? За да дојде до момент да кажеме јанко треба да го следиме, односно да примениме посебни истражни мерки, да го примениме оперативна техника, следење, озвучување на простории, стан, не знам, значи да му влезеш во интимата на човекот, во животот, да му влезам на Јанко, 24 часа да знам што работи Јанко. Што му направија на Ристо Шишков и прејада други. Во тој период правно мораше да има најмалку 9 потписи од оперативецот кој ја добил првата информација и која заведува акцијата, односно бара, да почне, па се до министерот тогашен за внатрешни работи или републичкиот секретар за внатрешни работи во тоа време. 9 инстанци поминуваше за да се одобри во определен временски рок да се спроведе таа посебна истражна мерка. И ако се докажеше дека ништо нема, тој првиот кој ја почнал работата, одговараш. Ќе има одговорност. Што сакаш да ми кажеш дека во тоа време на уедноумието имаше повеќе демократски систем? Имало ред. Имало систем. Ред, систем. Затоа реков ја системот е народ. Денеска му текнало на некого, овие се за нас опасни политички, која и спроведуваат врз основ на една службена белешка за да проформа се покријат. Добро. Пишуваат службена белешка која можем ја и ти да ја напишеш у кафана. Кој ја напишал? Кои служби се инволвирани? УБК е водел операцијата УБК. цела. Да. И сега седне некој и напише. Оливер Андонов треба да се следи заради македонски екстремизам и тероризам. Што значи тоа македонски екстремизам? И почнува да објаснува таму и таму Оливер Андонов во разговорот со Јанко кажа дека оваа влада треба да се крене во воздух. Добро.
Па ја може да го кажам тоа, да бе, треба да се крене во воздух владата, ама може тоа да значи хипотетички кревање во воздух на владата, нели? Као што ја на жена ми по телефон можам да ја кажам ќе те убијам, нели, си го загорела ручекот, а некој да ме обвини дека сум убица. Дека имате намера да ја убијам убиете. супругата. А за тоа можеме да дискутираме после и во една друга насока, што Заев објавува сега бомби дополнително и никој не одговара за тоа. Но, да се вратиме на овој дел. Што значи? Значи дека напишал некој службена белешка и врз основ на таа можеби измислена службена белешка, без детални проверки, без дополнителни проверки во разговори со други лица, некој донел одлука, значи таму имаме основ за тероризам и покренува цела постапка формално правно да се покрие. Се и вика кога јас велам, Атлантик. Атлантик се вика оперативна Има таму акција. имиња кои се следени? Има. Сега, од универзитетски професори, Вау. новинари се следени. Вау. Значи, има еден куп луѓе таму кои далеку се луѓето од било каква помисла за тероризам. Тоа покажува и незнаење. Некој во УБК не знае што значи зборот тероризам. А македонската држава да води постапка против македонец за македонски национализам е нонсенс. Која друга држава македонците ја имаат како своја држава? Освен Македонија? Па белким ние. Македонец не може да има антидржавни деланија против Македонија. Тоа сакате да кажете? Не. Може македонец да има антидржавни деланија против Македонија, но не може да биде оперативната обработка за македонец за македонски национализам. Тоа е глупаво. Побивање на сопствената нација е тоа. Ние сите сме националисти на некој начин. Си ја сакаме нацијата, нели? Во овој предмет, според Палевски, прислушувани се тој, лично Палевски, Стефче Јакимовски, новинарот на Инфомакс Александар Митовски, Солза Грчева, Христијанско братство, Жарко, Драган Угриновски, Јанко Бачев, Сотир Костов, Розијана Новоселски и незината фирма, односно сите кои биле ангажирани во одбрана на името на 30 септември 2018 година и против референдумот. Во оваа акција биле вклучени и навивачките групи Комитич, Кембари, Гемиджи и сите со П и мерки биле со месеци следени, прислушкувани и снимани. И што од тоа? Има ли завршница акцијата оперативна? Или се работи за следење на поради политички причини? Исто како што на времето беше Дувло. Палевски го посочи техничкиот премиер Оливер Спасовски како најодговорен за следењето на активистите на Бојкотирам, зашто тогаш бил министер за внатрешни работи, а Николовски, директорот на УБК, кого го наречкува Џони Гитара и за кого вели, ова читам од Плюс Инфо, дека бил поставен од тогашниот американски амбасадор Джес Бейли, директно го реализирал ова. Затоа барам од ЕУ и американската амбасада да ги заштитат моите македонски права. Нашиот систем е киднапиран, нашиот систем не постои, нашиот систем е мафијашки, додаде Палевски. Допира ли ова до народ, кажи ми, што мислиш ти прво? Мислам дека допира. И треба да допре, затоа што всушност не се работи овде за Палевски или за Солза или за Стефче Јакимовски, не се работи за нив. Овде не се работи за мене, за тебе, се работи за сите нас, Јанко. Ама народ го интересира 100 евра, овие им поделија картици. Ама, рековме, тоа е институционална корупција извршија на изборите. Ама народот си И ја тоа лапа, си го крка, си прифаќа, си скенира. Мислите дека не треба народот да ги земе парите? Не. Ти се нивни пари. Тие Не, пари не нема се на збор. Заев од џеп, тие се пари од... Па така не дојде да ги извади од корнишоните и да каже повелете пари да ви дадам ја вам. Тие пари се од неговата во наводници позајмица. 700 милиони се земени пари, кредити, тие треба да се вратат, тие се пари од народот. Добро е и да завршат кај луѓето. И луѓето треба да си ги земат тие пари. Но треба да им биде јасно, земете си ги парите и гласајте си за ВМРО ДПМН. Оставете го Заев на цедило. Зашто народот не е глупав. Мислиш не дека е да... паметна одлука да гласаат за ВМРО ДПМН, пак да не им се случи. Бидејќи идејата за Груевски и успеа со својот пиар да го направат дека е непријател која уназадил Македонија
и еден Мијалков кој денеска со 8 Јанко. пребегани кои ги он контролираше, Јанко, кои гласаа за промена на Неспојлива името. работа зборуваме сега. Аха, добро. Значи Мијалков си е Мијалков. Сакате она ВМРО и денеска ВМРО-то? Една приказка е Мијалков и тоа што тој го направи. И тоа е видливо. Друга приказка е Груевски. Груевски не е тук. Но, ако го земеме Груевски како премиер, беше успешен. Но ете, поради своите грешки, неснаоѓање, Па дури ароганција малце. дали е во прашање само ароганција или емотивен настап кон блиски луѓе до него им дозволуваше да прават некои работи, Као што денеска Заев истото му се ние сме во состојба да видиме дека во тој период Груевски паѓаше и падна. И денеска Груевски не е премиер на Македонија, не е ни председател на ВМРО ДПМН. Многу плашат со негово враќање. Груевски не е ни во Македонија. Така. Значи Груевски може да се врати во Македонија и треба да се врати. Зошто да не се врати човеков? Има многу работи, зошто треба да се врати? За да се расчисти се, зашто е обвинет, но и затоа што тој е македонски државјанин. И бил премиер на Македонија. На што личи да имате премиер во екзил? Тој е, мислам, многу не можам во моментов да најдам соодветен збор, многу е дегутантно, така да кажам, да бидете држава која има премиер во екзил, како овој од Баскија што побегна, како се викаше, во Брисел. Тој побегна само заради тоа што Заради прогласи независност Така на е, Баскија. така е. А нашиот го гона А затоа што нашиот купил го гонат затоа Мерцедес. што купил Мерцедес или што други работи ќе му напакуваат затоа што политички е прогонот уствари. Но да го оставиме тоа на страна Добро. сега. Груевски заврши. ВМРО од времето на Груевски заврши. Зошто би требало да гласаат денеска за Затоа ВМРО? што ние денеска имаме ново ВМРО. Добро. По самиот лидер се гледа дека е ново. Оставите ги рекламите што ги даваат, ако гласате за Мицкоски, гласате за Груевски. Нема врска. Мицкоски е лидер на ВМРО ДПМН, председател на ВМРО ДПМН денеска. По Мицковски ќе дојде и некој друг, и некој трет, и никогаш нема да биде тоа истото ВМРО, затоа што се менува и генерацијата, и луѓето, и секој лидер нов на ВМРО што ќе дојде, како денеска што е Мицкоски, настапува од нула по однос на неговиот политички кредит. Не по искуството на партијата. Партијата има свое искуство. Верувам јас дека Мицкоски ќе црпи искуства не само од Груевски, веројатно и од Љупчо Ѓоргиевски ќе има што да исцрпи како искуство од времето на владењето, каде сгрешиле, што направиле и така натаму. Но тоа е искуство, како што зборував на почетокот, дека од генералите војната мисла треба да црпи искуство. Денеска луѓето треба да гласаат за ВМРО ДПМН затоа што гласаат помеѓу Мицковски и Заев. Заев го видовме, неговиот политички кредит толку траеше. Толку траеше, се виде. Корупција, скандали, криминали, промена на име, распродавање на државни интереси. Го имаме од друга страна Мицковски. Каде Мицковски го потроши неговиот кредит досега? Каде владееше Мицковски? Затоа треба да се гласа за ВМРО ДПМН и затоа што ВМРО ДПМН како најголемата политичка партија, национална политичка партија, е единствена која може нешто и да направи. Нема многу доверба во овие ситни партии кои се појавуваат, некако не ми се спојливи. Ајде и да речеме дека ВМРО има реална шанса, бидејќи нели тука некаде се рейтинзите. Да, и ќе одлучат оние неопределените, така Добро. наречени. Дали ќе може влада да направи? Зависи од излезноста. Кој очекуваше во Хрватска дека ХДС ќе победи со 68 мандата? Скоро 70, да. Кој очекуваш? Никој. Со 1% водство на СДП. И во која ситуација дојде? ХДС да го збрише СДП. Зошто тоа не би можело да се повтори во Македонија? Не Тоа знам. ако се случи народ. Тогаш ВМРО ќе има полно право да формира влада. И кога сме веќе кај тој дел од формирање на влада, морам да напоменам заради гледачите, Јанко, пред се, Ајде. дека уставно во Македонија влада и премиер дава онаа политичка партија или коалиција која ќе обезбеди парламентарно мнозинство од минимум 61 пратеник.
О, господине! И нема... О, господине! Ама вие демагогија? Не е демагогија. Ви го прераскажувам уставот? Не, за ќе ви кажам зашто го да, кажав. вие ми изборите Шангрила. Реалноста во Македонија е сосема друга. Ние име сменивме со неуспешен референдум, со 8 пратеници купени, со се и се што, а не па влада. Впрочем, не докажав до крај. Зар мислите дека има Албан, као што лата се овде кај мене на маса вака, нема албанец да гласа за СДСМ, албанците ќе гласаат за ВМРО. И сега за СДС. И сега ќе гласаат за СДС. Повеќе за СДС него за ВМРО. Таков е концептот на Заев кој го нема нуди. да гласаат за ВМРО, ќе гласаат за Заев. И у коалицијата ќе имаат они многу повеќе да можат да формира. Единствено сега збориме за таа малцинска влада која е нешто джентлменски му ја нафрли Заев на Мицкоски. Не, вака сега. Ние не зависиме од тоа по етничка припадност колку ќе има луѓе во влада. Арно, ама Јас зборувам села просто... вика, ако направите македонска влада, ние правиме албанска влада. У власт може да влезе само оној што е победник кај албанците, а не коалицијата. Видете да ви кажам. Тоа го имавме 2006-та, нели? Не требаше Дуи да биде. 2008. Не требаше Дуи да биде? Да, 2006-та Дуи, уствари влезе ДПА, па се бунеше Дуи, па 2008 влезе Дуи. Јас сум против тој модел. Јас затоа го зборувам. Ама што ако си против? И јас сум против. Ама реалноста е друго ни збори. Јасна позицијата која треба да се штити ако сакаме да направиме нормално граѓанско општество. Од кого ќе зависи тоа? Сега. До сега изборите ни зависеа дали е села, од Али Ахмети. Еве да ве прашам. И Геровски го рече. Али Ахмети ќе одлучи. Дали е Села сигурен дека он ќе биде победник во албанскиот политички блок? Не. Дали Села, и рейтинзите не се на дали негова Села, страна. да, знам. Дали Села би прифатил, например, коалиција со ВМРО ДПМН? Иако не е победник во Ја албанскиот мислам, блок. ако некој му крене телефон и му даде инструкции, а знаеме на кој џојстик они работат. Сакам да ви кажам дека мојот став е и во оваа реалност која ја имаме, дека ВМРО ДПМН е при победа, а да има потреба за формирање влада од албански политички партнер, нема никаков проблем да треба да има во размислувањето, во интенцијата да се приближи кон оној албански политички партнер со кого ќе договори принципиелни односи, бидејќи сепак Македонија, нели, наша заедничка држава. А може ли тоа да се случи помеѓу СДСМ и ВМРО? Тоа би било историски преокрет, бидејќи на последниот дуел да се случи, Заев му го понуди тоа на предпоследниот, предпоследниот, извинувам. Му го понуди тоа на Мицкоски. 24 кога беа, ама Мицкоски му понуди нешто така, му врати, јас ќе ти дадам и така нешто беше. Мислам дека тоа беше повеќе политичка пропаганда и несериозни понуди беа, затоа што камо среќа да се собереме ние и да имаме македонски национално блок. единство, да имаме македонски тврд блок. Но за мене е подобро можеби да ние имаме да ги вклучиме граѓаните. Во која смисла? Да ги вклучиме сите граѓани во политичките структури во Македонија. Без разлика на етничката поделеност. Таа етничка поделеност ни направи многу проблеми. Ние не можеме да имаме една комунистичка партија како во Југославија. А не мислев на тоа. Сите да овако. Не викам комунистичка, ама една партија. Ја мислев партија. на идеолошката разделеност да си постои, десница и левица, а не етничка поделеност. Бидејќи тоа е во општеството, во политиката, основата не е етничката. Ако зборуваме само за етничката, тогаш ќе почнеме да зборуваме за етнополитичка мобилизација. Етнополитичката мобилизација е исклучивост на етничката група, односно на религиозната група или на етнокласите, така наречени. И што е всушност основата? Сега ме наведовте во една теориска расправа, вака не сакајќи. Кратко у 2 минути што се вели. Во етнополитичката мобилизација основата е да лидерите на етничките заедници, етничките групи, класи или религиозните малцинства имаат допир до ресурсите. А најдобар ресурс во државата е буџетот. И ако одиме по таа логика, пак доаѓаме на оној дел кој ви кажав.
Не е проблемот ниво ДУИ, ниво села, туку е проблемот ниво ДПА, туку е проблемот во некои делови од лидерствата кај нив кои се криминални, исто како и во ВМРО и во СДС, што има такви Што ако структури. победи СДСМ? Заев правочи. Ако победи СДС, може да очекуваме спроведување на договорот со Бугарија по однос на јазикот, ќе има многу отстапки, а нема ништо да добиеме, бидејќи рамката за преговори со Европската Унија е само рамка. Ќе дојдеме во ситуација да во тек на преговорите многу сопки добиеме и за 4 години ќе бидеме многу видоизменета нација, нема да постоиме како нација, како Ви давам минути, шпекулирайте. Што ќе се случи со Македонија тогаш? Јас очекувам, ако победи Заев, да имаме кантонизација на Македонија. Што значи на прво тоа? место, а тоа е дека делови од Македонија ќе треба да прогласат внатрешна самостојност неврзана за централната власт. Второ, очекувам неспособност. Ќе го дозволи тоа Европската Да, Унија? затоа што има контрола на територијата. Затоа и реков на почетокот, не претвори во територија наместо во држава со систем. Значи, И не тогаш име гајле, може нив да им се е искат... нив им е важно да имаат контрола на територијата, да А немаат на геополитички план да немаат друг тук. Понатаму очекувам разрешување на косовското прашање по однос на Србија и Косово, што ќе има импликации врз Македонија, Тоа во септември ќе треба. посебно ако дојде до разграничување ново, односно поместување на границата и територијални Што можеме да разместувања. очекуваме тогаш кај нас? Може да очекуваме притисоци и кај нас за територијални разместувања, односно прелевање на прашањата и во Македонија. Токму тука и ги врзувам кантоналните одвојувања во прв бран. Не очекувам економско подобрување, туку колапс економски на државата. Девалвација на денарот. Девалвација. Да, мислам дека... Одамна се збори, но Мислам никогаш дека не се дури ќе спомна. оди на 72-75, така да... Не, сега се држи така како што се држи поради кредитите, поради едно друго. Ние, кој се занимава со економија, гледате дека тешко се функционира во држава. Сметате ли дека ќе имаме доволно излезеност и колку ковидот? И ќе имаме прв пат избори во среда? Не е прв Среда пат. не. Имавме, ми се чини, за председателски избори, некои локални, како беше. Не ми текно имене, Имавме. не памтам, јас све недели памтам. Имавме и Али во јас среда стар и друг човек пат, може али заборавам. не, возрастен, немојте ме молам Добро. така. Јас сум стар човек. Не сте стар, велам, возрастен сте. Малце Некако... презрен. Не реков зрел, реков возрастен. Се шегувам. Мислам дека тоа е најголемата енигма која ќе треба да ја одговориме и не можам да дадам во моментов јасна слика на тоа. Мислиш ли дали дека ќе има- партиите имаат добра представа што се случува на терен, каква ќе биде излезеноста? Гледам Околу доста излезеноста- со анкетиве. Околу Стигна една излезеноста анкета, никој нема представа. никој нема Да. представа. Една анкета пристигна од Џон Маклафлин, компанијата која работи за Доналд Трамп, која убедливо вели дека ВМРО-ДПМН во сите 5 во 4 од 5 ќе Во 5 од 6. во 5 од 6 ќе Ќе победи, победи, да. освен Али Ахмети во шеската. А другата беше од Брима Галоп, која ВМРО-ските портали ја објавија дека СДСМ објавила лажна анкета која не била спроведена, па Денеска Брима Галуп демантира. демантираше и малце вака полевање со ладна вода беше целова оваа медиумска војна. Медиумската војна не е толку значајна за мене, барем јас така го гледам тоа, затоа што знам дека луѓето следат медиуми, но јас сум навикнат на тие шпекулации и пробни балони. И мислам дека никој нема представа колку ќе биде излезноста. Нема тоа ќе цензус. биде клучно. Да, а тоа ќе биде клучно. Нема цензус на овие избори. Така? И тука се Колку поставува... помалку излезат, толку повеќе е добро Толку за е подобро власта, за колку власта. повеќе Така, излезат. колку повеќе излезат е подобро за ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН. Јас се надам дека ќе надминеме преку 55% излезност, што би било добро за ВМРО.
но во исто време ќе кажам дека ако има под 50% излезност или ако се движи на 40% и помалку излезноста, во секој случај ќе имаме легална власт, но без легитимитет. Ако е под 50%. Да. Легална без легитимитет. Мислам дека ме разбравте. Одлично ве разбрав. Затоа што Добро што потенциравте. Да. Легални се изборите. Легално ќе бидат избрани, но со кој легитимитет кога не ви излегуваат луѓето, кога ве бойкотирале или од разни причини не излегле, па макар да е тоа и ковидот, иако мислам дека тоа баш нема да влие, тоа ќе го почувствуваме дури по изборите, пак веројатно може да ни се случат карантини и такви работи. За 2 август ја осеќам дека ќе имаме карантини. Така што неспособноста на власта не доведе, докај што не доведе и тие манипулирање на религиско-етничка основа. Те може, те не може, те ќе правиме ифтари, нема да правиме ифтари. Луѓе, ако се работи за здравје, немаше Великден, нема ифтар, нема не знам, Рамазан Бајрам, Курбан Бајрам, сега што ќе дојде, значи нема, едноставно стрпете се една година, може и да нема. Мислам, ќе има, ама нема да го прославиме како што досега сме го прославувале. Зошто? За да бидеме сите здрави, да ја совладаме оваа работа. Не и се сега да не навлегуваме во таа приказна како и што кога би било. Го кажав мојот став и моето размислување, се што е под 50% излезност, која и власт да дојде во Македонија, ќе има легалност, ќе се бори со легитимитетот пред граѓаните, не во парламентот. Во парламентот ќе бидат распределени пратеничките места, но многу е тешко да излезете утре како премиер или пратеник и да зборувате, јас зборувам во име на граѓаните, во име на кои граѓани. Господин професоре, благодарам за вашето гостување, благодарам за анализава. Мислам дека ви дадов доволно простор да се објасните и детално да ги објасните некои работи, а мене ми е добро што се враќаме малци историски наназад од пред неколку години и дадовте едно ново светло и мислам дека од таму наваму цела оваа анализа што ја дадовте ќе остави впечаток кај јавноста. Се надевам, ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.